Четврток, 18 часот и нешто повеќе од 15 минути, почитувани гледачи. Ви благодарам што сте на фреквенцијата на Вистинска телевизија. Продолжува циклусот емисии Скопје ми е дома на локалната програма на Вистел. Продолжуваме со скопските градоначалници, со оние општини кои што ни остана да ги поразговараме во локалната програма. Јас во најавата нема да должам, ќе предложам од режија да ни пуштат видео, да видиме токму за која општина ќе разговараме вечерва. Општина Сарај. Во општина Сарај влегуваат населените места и селата Арнакија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Грчец, Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Матка, Паничари, Радуша, Раовиќ, Рашче, Рудник, Семениште, Чајлане и Шишево. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза, од 1832 селото било забележано со името Хусеин Шах и било мешано со христијанско и муслиманско население. Имало 20 христијански домаќинства и 2 муслимански. На овој попис биле забележани 49 мажи христијани, со 6 новороденчиња и 9 мажи муслимани без новороденчиња. Се проценува дека селото во тој период имало 120 жители. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 6265 жители, од кои 307 македонци, 5379 албанци, 11 турци, 167 роми, 4 срби, 73 бошњаци, 1 останат и 323 лица без податоци. Да, токму така за општина Сарај ќе разговараме вечерва, а со мене во студиото гостин ми е првиот човек на општината, градоначалникот господин Илијас Весели. Господине Весели, ви благодарам што ја прифативте првично мојата покана, еве токму во циклусот емисии Скопје ми е дома на Вистинска телевизија да поразговараме малку повеќе за општината на чие чело сте и вие самиот. Како сте? Фала, ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата и за вашата заинтересираност за добрите работи во нашата општина, па и проблемите со кои се зачуваме. Так, токму тоа не е и целта, токму тоа не е и концептот на локалната програма на Вистинска телевизија, да поразговараме за сите општини, токму за проблемите кои што ги засегаат граѓаните, жителите на самите општини. Јас сакам да ги потсетам нашите гледачи дека и во оваа емисија ќе имаме интерактивност, односно ќе биде оставен телефонскиот број на кој што ќе можете да не се вклучите директно во студио, да поставите прашање, сугестија или порака секако до нашиот вечерашен гостин, градоначалникот на општина Сарај. Да започнеме, господине Весели, кога го договаравме интервјуто ми напоменавте дека сте нов, односно дека сте една година на чело на градоначалничката функција. Што значи тоа? Местото го преземате од кого и како ве избра токму вам? Да, значи јас на оваа функција дојдов преку гласање во советот на општината, бидејќи претходно јас бев советник во општината, бидејќи претходниот градоначалник се избра на редовните парламентарни избори за пратеник во парламентот на Република Северна Македонија и по сила на закон требаше да се изнајде кој ќе го замене. Пред да се смени законот, нели требаше до 6 месеци да се организираат вонредни избори.
И после тоа нели се новата влада го смени законот и се донесува, значи законот го смени за да се биде до крајот на мандатот да се биде ВД. Што значи дека до наредните избори во октомври ќе бидете градоначелник. Колку за вас беше предизвик функцијата градоначелник? Очекувавте ли, сакавте ли да ја превземете функцијата градоначелник? Имавте ли визија и идеја како ќе се доработи мандатот во општина Сарај и во каква позиција, односно во каква состојба ја затекнувате општината? Видете, на почетокот, кога не се знаеше дали ќе оди за пратеник, дали ќе одлучи да го задржи пратеничкото место или да се врати во општината претходниот, значи господинот Блерин Беџети, имаше разни калкулации и муабети дека кој ќе го замени. Јас навистина не бев заинтересиран многу, бидејќи на некој начин некои работи подобро е да ги оставиме да течат по нормален тек, затоа што мислам дека подобро е и за личноста, па и воопшто. И така испадна. Значи, по предлог на моите колеги советници и по препорака, како да речам, и од општинска администрација, значи се донела одлука за јас сум тој што можем да го замена. И на 21 јуни 2024 имаше седница на Советот и со апсолутно мнозинство бев избран за градоначалник. Значи тоа е еден предизвик, голем предизвик. Земајќи предвид дека јас си доаѓав од советничко место и претходно работно искуство на друго работно место и некако како да кажам, нешто ново за вас. Така, во каква состојба затекнувате општината? Еве, како советник, вие сигурно сте биле во тек и нели информиран за се што се случува во општината. Во оваа последна година од нели мандатот, имате ли визија дека ќе се доработат сите оние ветени проекти во програмата или можеби нешто ново вметнавте во вашата програма, во вашата визија? Еве, каква е состојбата денес во општина Сарај, пред да преминеме да ги погледнеме и проектите кои што се тековни и се она кое што се случува таму. Да, реално кога месец кога дојдов јас, значи во јуни, средина на годината, и рече си беше помината пола година и другата ми остана мене. Значи, навистина, иако што беше година на избори, знаеме кога има избори во таа година, не е баш како што треба и не може да се реализира тие работи што се предвидени. Инаку, навистина, многу се е работено до овој момент. Имаме неколку проекти кои што се реализирани значи, и пред изборите, да речам, првите месеци од 2024 година, па имаме и проекти кои што се реализирани и во тек на 2024 година, односно после моето назначување како ВД. Работиме со полно темпо, да го искористиме и овие месеци пред да влеземе во фаза на објавување нели на изборите за локалните избори, да го искористиме тој период кога веќе кога ќе влеземе во предизборието да бидеме мирни и само да чекаме граѓаните да си одлучат сами. После малку повеќе за изборите и за вашите следни амбиции, сега да видиме што се работи во општина Сарај. Мојот концепт е поделен на неколку сегменти. Би започнале со инфраструктурните проекти, оние кои што се во тек, имате асфалтирање на јавен паркинг, чинам кај општинската зграда, повеќе улици, повеќе патишта кои што поврзуваат и соседни села. Ајде малку повеќе што конкретно се доработува во Сарај. Да, во 2024 година, значи еден голем проект се работи за патот село од Долно Свиларе до Горно Свиларе. Значи таа првата фаза
што ги поврзува двата села. Тоа е голем проект, така, кој што се работи малку подолго. Кој се финансира, значи од сопствени средства, значи од буџетот на општината и со сите потребни, значи елементи е проектот. Значи има атмосферска канализација, со и вешњаци од двете страни, осветлување, вертикална и хоризонтална сигнализација. И значи овој првиот дел кој што го пуштиме во употреба пред некое време. Значи еден огромен проект и потребен за тие два села. Тој проект кој што продолжува и ова година. Значи втората фаза кој што влегуваме во внатрешноста на горното Свиларе, значи населеното место Горна Свиларе, каде што исто и во оваа фаза е предвидено комплет реконструкција, значи на канализационата мрежа, на водоводната мрежа и исто така и асфалтирање на целата улица. И верувам дека работите течат со брзо темпо, верувам дека за брзо време ќе биде завршен и тој дел. Што се однесува до тие два населени места. Инаку во теки на 24-та година имаме на неколку населени места, имаме улици каде што се направени со бекатонк плочки, да. Имаме неколку села, може да ги напоменам како Глумово, Шишево, имаме Семениште, село Љубин, Грчец и со истото тема продолжуваме и во ова 2025 година, кај што за брзо време ќе почнеме со исто така со работа и во други населени места како што се Сарај, Радуша. Да, повеќе од 20 села брои општина Сарај. Колку се клучни токму улиците, патиштата да бидат асфалтирани, да бидат измодернизирани токму за жителите, колку тоа жителите го бараат и остана ли село каде што ви остана некоја улица недоправена, жителите си го бараат тоа, односно гласачите нормално на изборите? Да. Морам да го напоменам и тоа дека во овие места кај што се работи со поставување на бекатонк плочи, претходно се е поставена и канализациона мрежа. Значи на повеќето од тие улици, значи сега доаѓа ред и да се постават и бекатонки. Значи има уште да се работи, затоа викам продолжуваме со работа. Верувам дека овие улици кои што беа ветени во изборите 2021 година, верувам дека до јули ќе ги завршиме тоа што беше ветено. Продолжуваме исто така со други активности, како што спомнавте, паркингот пред нашата општина, а верувам дека повеќе ќе му служи на градскиот, паркот, рекреативниот центар во Сарај, каде што, ако сте имале прилика вие Јас не сум имала прилика, сега ќе ве прашам како ви изгледа општинската зграда, дали ви е таа измодернизирана, убава направена? Да, убаво, значи пред има неколку години што е направена. Ќе ве посетиме, ќе дојдеме. Ловезна, да. Нова зграда е, двоспратна зграда и со сите потребни работи ги има. Колку сте отворени за жителите, за граѓаните? Имате ли отворен ден? Колку општината е транспарентна? Колку ги вклучувате во планирањето на буџетот за проектите, за идните проекти, гласот на граѓанинот колку се слуша во Сарај? Јас не знам, може ќе се пофалам, али не знам, не сум се заинтересирал дали во кај другите градоначалници дали е тоа истото. Јас се изборам за мене. Сега дали е за фалба или за критика, не знам. Инаку кај мене нема отворен ден. Секој ден тука отворен, секој така? ден. Да, во секое време. И секој граѓанин, секој жител што доаѓа да тропна во нашата врата, се разбира доколку сум слободен, значи нема враќање назад. Така. Значи, ако има потреба и 5 минути да се слуша
проблемот или било што да има, значи јас издвојувам време за секого, без разлика кој да. Така и треба да биде тоа. Споменавте општински сопствени средства за дел од проектите. Јас ќе ве прашам со кои проекти општина Сарај аплицираше на вториот повик на доделување средства од владата на Македонија. Конкретно со кои проекти и колку средства ви се одобрени? Да, ние ги изготвивме, значи, 4 проекти. Едниот проект кој што опфаќа поголем проект е. Значи, имаме еден инфраструктурен проект во едно населено место, село Ласкарци, каде што ќе се работи на водоводната мрежа и атмосферска канализација. Исто така и реконструкција на сите улици, значи главната улица во селото и сите улички кои што се во тоа село. Значи тој е еден од најголемите проекти. Потоа имаме улица исто во село Рашче. Потоа има еден подпорен зид кај што на патот кој што ги поврзува двете села, село Глумово и село Арнакија. Значи еден подпорен зид, и четвртиот проект е мултифункционална спортска сала во село Раше. Верувам дека овој пат ќе го добиеме тоа што го заслужуваат нашите граѓани и верувам дека ќе биде успешна година за сите нас. Така, споменавте мултифункционална спортска сала, малку подоцна ќе опатиме за спортот, концептот. Многу сте активен и сте на терен со вашите сожители. Последно се случи генералка викенд во кое што се вклучени и општина Сарај и дел од општинската администрација. Го очистевте кањонот Матка. Па тука ќе си дадам за право да ве прашам и за состојбата токму со кањонот Матка, како едно од култните места за многобројните како и домашни, така и странски посетители. Како се вклучивте во генералка викенд, што се беше опфатено во овој дел на чистењето на кањонот, а веднаш подоцна да ми одговорите каква е состојбата сега со кањонот Матка, вклучувајќи и водата, и хигиената, секако да го опатиме и тој дел. Ние тој ден за генералка викенд се приклучивме, значи и ние и нашата администрација. Не само јас и општинска администрација, туку ние ги повикавме и сите основни училишта. Значи тој ден да биде обележен во целата наша територија. И беа вклучени, значи ние имавме контакти, ни пратеа и фотографии, све. Значи сите училишта беа вклучени во дворните места на училишта и наоколу. Значи беше организирано исто така и во кањонот Матка. И мислам дека беше успешна таа акција. Ако не друго, барем да си дадеме како потик и во други прилики, да не биде само тој еден ден, туку да се навикнеме, да се организираме. Имам концепт да се организираме по други населени места. Значи, овој генералка викенд беше во Матка, планирано понатака да одредиме некој друго населено место кај што ќе придонесеме сите да ја одржуваме чистотата, амбиентот вкупно. А што се работи за кањонот Матка, значи даваме максимални напори да се одржува на ниво. Мислам дека вреди да се напомене тоа дека пред неколку месеци ние заедно со институтот ЗИП преку гранична соработка со општина Лебане, Србија, значи преку европски фондови, ние успеавме да изградиме една пешачка патека, значи што го поврзува од населеното место Шишево до кањонот Матка, значи пешачка и велосипедска патека. Исто така од Долна Матка пешачка патека е изградена до Горна Матка. Значи поврзување од двете страни.
тие што ги користат, тие навистина се благодарни на овие проекти што беа реализирани преку Да, ќе ја споменеме и една еко-автобуска постојка која што ја поставивте токму кај кањонот Матка, па тука ќе ве прашам и што се случува со автобускиот превоз, со гужвите таму во сообраќајот, секогаш има малку проблем за место повеќе на паркинзите. Да, недостатокот на паркинг места таму навистина создава големи проблеми. Не случајно јас бев иницијатор заедно со представници на Министерство за внатрешни работи, бидејќи тие се соочуваат директно со редот и мирот во целата држава, па и во тој дел. И имавме пред една недела имавме заеднички состанок со представници од МВР, исто така и од градот Скопје, и дадовме идеи и како да излеземе од оваа проблематика, бидејќи со недостатокот на паркинг места, а заинтересираноста за посета на тој дел е навистина голема. Во викендите, исто така и кога има празници, навистина се создава голема гужва. Значи, треба да се работи тоа заеднички само, иначе вака само општината или само МВР или друга институција не може да го реши. Верувам дека ќе треба сите да се здружиме заедно и да ги решиме сите овие проблеми, а тоа верувам дека набрзо ќе. Така, имавме чест да пречекаме во нашата општина и представници од градот Бурса од Турција. Каква е интернационалната соработка на општината и со другите држави, конкретно Турција ја споменавме, која е целта на ваквите посети, на ваквата соработка? Постојано пречекувате гости од надвор, па би сакала и тоа да го искоментираме. Да, се во интерес на општото добро, што се вика на општо добро за сите нас. Имавме прилика, минатиот месец да ги имаме гости тука кај нас. Имавме исто покана и од нивна страна да бидеме нивни гостини. Требаше на 17 април да бидеме кај нив, бидејќи агендата не ни дозволуваше да бидеме гостин кај нив и го оставивме за некој период понатаму. Благодарност и до нив за тоа што во времето кога дојда, тие не дада помош за сиромашните во нашата општина, ние се организиравме и ги поделивме тие над 50 пакети хуманитарна помош од нивна страна, да. И мислам дека треба да работиме во ова насока, треба да поддржуваме се што е во општо добро, треба да бидеме заедно и да работиме заедно на тоа. Кога станува збор за немладите во општината, за дечињата, доделувате еднократна парична помош за новороденчиња во општината, се раѓаат новороденчиња во Сарај? Фала Богу, да, се раѓаат. До пред еден месец имаше 28 новородени и планираме сега на половина на годината исто да направиме една статистика, да видиме до кај се што сме. Инаку, да напомнеме тоа дека во нашата општина, мислам дека и општо во другите општини, прв пат е што е воведена ова задозволување на парична помош. Инаку доделивме парична помош и на првото новороденче во 2025 година. Така, на првото родено дете во новата година? 25.000, символично на 2025 година, и на секој родено по 5.000 денари. Сега, кога говориме за дечињата, тука неизбежно е да ги споменаме училиштата. Постојано сте меѓу немладите, меѓу дечињата, ви дојдоа и во кабинет да ве посетат, да видат како работи градоначалникот, колку беа заинтересирани дечињата за да видат како работи градоначалникот како прв човек на општината. Од друга страна, каква е соработката со првите луѓе на училиштата, колку е задоволителен капацитетот на самите училишта за сите дечиња во Сарај? И поставив повеќе прашања, меѓутоа, ајде поред. Да, со самото моето доаѓање во оваа функција, некаде
кога дојдов во тоа време беше летниот одмор, нели, на училиштата. И во август месец кога се прати подготовки за новата училишна година, јас ги посетив скоро сите училишта во мојата општина. Значи скоро сите училишта. Значи сакав одблиску да ги видам подготовките и условите во кои се подготвува за новата година. Откако почна новата година, тогаш ги посетив речиси сите училишта, значи во тек на одржување на наставата. Значи во месец септември, октомври, ноември, значи зависи денот кога имав слободно време. Значи само со цел ги посетив сите и во тек на кога се одржуваше наставата, значи да бидам поблиску до директорите, до училишните одбори, па и до самите наставници, па и учениците. Со самото тоа да им докажам дека ние треба заеднички да работиме. Затоа што се работи за наше идно. Што се случува со дечињата на предшколска возраст? Има ли во општината градинки? Да, имаме градинки. Какви се капацитетите таму? Дали ги задоволуваат потребите? Не ги задоволува потребите. Бидејќи секоја година, значи, интересот е поголем. Се поголем и ние работиме на тоа. Ова година градинката што е во Сарај, работиме на тоа да направиме проект да го прошириме. Инаку имаме во склоп на главната што е во Сарај, имаме и во Кондово, каде што нема доволен капацитет да ги згрижи сите деца. Инаку во ова ние правиме, значи сме во фаза на изготвување на завршување на проектот за изградба на уште една градинка измеѓу селата Свиларе и Раше. Мислам дека ќе ги нема да биде товарот. Има ли таква можност дечињата да се препратат во соседните општини, можеби во тие градинки, доколку има таму капацитет? Не верувам дека има општини кај што има слободно место. Мислам голема е заинтересираност, голема конкуренцијата. Слушаме дека и другите општини имаат проблем и затоа ние ќе се потрудиме, значи во оваа година да биде проширено постојано. Кога говориме за образованието за училиштата, она што сакам да го споменеме е дека во училиштата во Сарај се одржуваат традиционални надпревари по знаење, се одржуваат и летна пракса за ученици. Може би новина, а вие ќе ни откриете повеќе за ваквите настани? Од основните училишта, значи секоја година се организира школската олимпијада, кај што има надпревар во знаење, значи во разни предмети, исто така и во спортски аспект. Каде што на 31 финалето ќе биде на спортските игри и се надевам дека најдобриот ќе победи. Значи ова е уште еден показател дека ние како општина, значи се организираме добро во овој аспект и ќе продолжиме уште понатака да ги поддржуваме наши спортот и воопшто знаењето во. Да, кога говориме за спортот, јас би сакала да ги напоменеме училишните олимписки игри Сарај, во кои што се одржуваат надпревари во одбојка, што се случува еве таму и да проговориме малку повеќе и за другите спортови кои што се застапени во општината, а и конкретно со колку спортски сали располага општината, дали има млади заинтересирани за спорт, а од друга страна колку им е овозможено конкретно да си го практикуваат спортот во Сарај. Да, во неколку населени места имаме спортски сали, како што е во Сарај имаме спортска сала, имаме во Глумово, во тек се при крај се процедурите за изградба на спортска сала во населено место Буковиќ и Крушопек, како што спомнав исто во село Раше. Имаме неколку игралишта кај што ги користат, значи, спортските. Имаме спортски клубови што функционираат во нашата општина и ние сме директно поддржувачи на такви спортови. Мислам, фудбалски клубови. Вчера имаше надпревар во олимпијадата, школската олимпијада, имаше надпревар во одбојка.
и се покажа голема заинтересираност. Одбојката е чином застапен спорт во Сарај. Застапен спорт и значи отма после надпреварот, значи се раѓаат секогаш идеи и мисли, значи како да се уште повеќе. Значи наредната година ако имавме 5-6 заинтересирани групи, значи наредната година да ги потикнеме да бидат уште повеќе. Така, преминуваме на сегментот култура. Традиционално секој 1 мај се одржува меѓународен фолклорен фестивал Сарај Фест, каде што се представуваат традиционални фолклорни ора и песни од различни земји и култури. За каква манифестација станува збор и кој се дошол и учествувал токму на Сарај Фест? Да, ние како општина со годишната програма за поддржување на културни манифестации, значи секоја година се одвојуваат средства од буџетот за такви манифестации. Истото и ова година, значи се случува. Имавме прилика да ги имаме гости, значи од Словакија имаше од Кипро, има од Турција, значи од различни места. Имав прилика да ги имам наши гости во мојот кабинет и да разговарам, да размениме мислење и искуства, значи од нивните држави, како функционира, како се организира сето тоа. И инаку редовно се одржува ова манифестација. Тоа се одржува од една културно друштво, Дрите е дрвенет, значи го одржува во овој период. Исто така, значи планираме исто со поддршка од општината и во летниот период, некаде почетокот на август, исто така културно друштво Шипонја се вика и тие планира во тој период да го одржуваат исто една манифестација. И тој ќе биде периодот кога тогаш е летни одмори, има и наши иселеници што ќе се вратат, па ќе имат прилика да се Да, тој ќе ве праша колку ваквите културни настани манифестации се атрактивни и посакувани токму од жителите на Сарај, колку се еден повод плюс за да се соберат жителите, можеби токму на ваквите настани. Јас, како советник што бев претходно, малку така бев во текст со тие настани кога порано претходните години, но оваа година ми остана ја повеќе да се заинтересирам и значи прв пат се заинтересирав да видам колку членови самите културни друштва, колку членови има и колку има заинтересирани дечиња и други кои што се занимава со тој аспект на културата. Навистина е огромен интерес, значи од младите генерации па се до возрастните и може да ги гледаме и по објавите што ги имаме дека навистина има голем интерес, што значи дека треба да се фокусираме повеќе на наредните години. Да, традиционално да се продолжи со овие случувања. Неизбежен е делот за чистотата и отпадот. Ќе ве прашам каква е, на кое ниво е чистотата и хигиената во општина Сарај, како се справувате со различните видови на отпад, со дивите депонии и делот на јавното осветлување и сето она кое што спаѓа токму во ваквите надлежности. Каква е хигиената во Сарај? Општо, генерално е добро. Бидејќи ние имаме јавно комунално предпријатие, кое што на повеќето населени места го собира отпад, значи до сметот од домаќинство, зашто нашата општина со собирањето на отпадот е поделено на два дела. Еден дел го собира јавното комунално предпријатие на град Скопје, другиот дел од населените места го нашата јавно предпријатие. А што се однесува до депониите, навистина јас давам максимални напори за да ги елиминирам тие појави. Имавме во периодот што помина, имавме на неколку места акции за чистење на таквите депонии и верувајте дека во социјалната мрежа Facebook,
активен сум нарочито за вакви проблематики и барам помош од сите категории на луѓе во нашата општина и тие да бидат дел од таа акција со самото пријавување на такви појави. И навистина имам помош од моите жители во тој аспект. Одговорни ли се жителите конкретно во делот на хигиена? Има еден дел, нели? Секаде постои тоа, сред град еве си ги гледаме и по другите општини си има проблем. Не е одговорноста, не е културата во тоа ниво. На секаде е тоа, ali мислам дека заеднички ако се здружиме, мислам дека ќе го елиминираме ден по ден. Кажав, јас соработувам од директори, зборам и за овој аспект на чистотата, со наставници, имаме средно училище, имаме професори, директори и така натаму. Соработувам исто со оџите од нашите џамии, и тие да помогат во овој аспект и полека веќе почнуваме да ги елиминираме тие лоши појави. Инаку само од еден човек ништо не може да види. Токму така за секоја работа е тоа така. Ги споменавме немладите, еве ајде и највозрасната категорија на жители за пензионерите. Имавте средба со Сдруженијето на инвалидски пензионери, чинам, на инвалидски пензионери. Колку се грижи општината за највозрасната категорија на своји жители? Да напоменам тоа дека во нашата општина има организација на пензионерите, една група, и организација на инвалидните пензионери. Општината им има обезбедено две посебни канцеларии на двете групи. Тоа бесплатно име таа, имате комоција во тие простори. И пред некој ден што имав со организацијата на инвалидните пензионери, разговаравме за сите нивни проблеми, па и нашите проблеми, си разменивме искуства. Има што што пример да се зима од нивното искуство и мислам дека и тие се еден голем што може да помогнат на нашето општество со нивното искуство. И се договоривме почесто да бидеме, ако треба, и на терен заедно. Било кога ќе треба да се даде некој апел, пример за летно време, викам летно време кога треба водата да се разумно да се користи, па да видиме сите заедно да тој апел да го дадеме. Па за одржување на чистотата и така натаму. Господин Весели, сте биле дел од советот на општината, сте извршувале и други јавни функции. Се променили сликата за општина Сарајево овие последни години, се измодернизирали општината, се сработиле клучните проекти кои што ги побара вашите жители, вашите гласачи? Знаете, секогаш може уште подобро, секогаш може повеќе. И рачунајќи предвид и другите општини кои што се во рурални општини, навистина во нашата општина е сработено доста. Во аспект на вода за пиење, не остана само уште 3 села што немаат вода за пиење, кои што верувам дека сега со последните 2 резервоари кои што ги веќе сме во завршна фаза, кои што се направени во соработка со градот Скопје, и верувам дека и тој проблем ќе се реши. Големите, спомнав пред тоа, улици кај што се дел се асфалтирани, дел со бекатонки, канализациони мрежи во некои места, инвестиции во училиштата. Имаме скоро во повеќето училиште имаме реконструкција дали на кровове или фасади или друго. И тоа, треба да се напомене дека во училиштата многу е инвестирано во соработка со фондацијата Албис, што функционира во нашата општина, кој што го сочинуваат бизнис заедницата во ниво на нашата општина. И
верувам дека ќе продолжиме со истото темпо и во наредниот период. Колку вам Скопје ви е дома, како го чувствувате главниот град, какви спомени носите од можеби вашето детство овде во главниот град, каква е вашата слика од вашите спомени за Скопје? Инаку треба да напоменам дека пред да бидам јас градоначалник, со работно место ми беше во градот Скопје. Како комунален инспектор во градот Скопје и околу 19 години. Што значи дека еден добар период од мојот живот сум минал во центарот на главниот град и навистина секој од нас треба да се потрудиме да го зачуваме нашиот град. Секој кој што може да додаде од својот живот и својот за доброто на сите. Инаку има доста работи што му фалат на градот и верувам дека тоа си мислам јас треба да бидеме поактивни сите. Паметите ли подобри времења од Скопје? Еве конкретно за соживотот за различните етнички групи во главниот град? Да, од секогаш имало такви и треба да има иницијативи за соработка меѓу сите заедници. Тука треба да се поактивни градоначалниците на сите општини. Треба да има почести средби на градоначалниците и да ги дебатират и да работат на елиминирање на сите можни појави во секоја општина, каде што не поврзуваат еден на друг. Мислам дека тоа е. Нас ни останува да работиме за едно подобро утре. Така ги споменавте скопските градоначалници, јас ќе ве прашам и каква е соработката со останатите скопски општини, со останатите скопски градоначалници. За вашите големи верски празници организирате ифтар вечери, па мислам дека тогаш и малку се здружувате, исто така и од другата страна за христијанските празници, исто така. Каква е соработката со останатите градоначалници? Во тек на ова година, скоро една година што сум во функција, значи не можам да се пофалам дека има некоја голема соработка. Значи само тоа што мора. Значи сегогаш не тоа кога мора или кога ќе се појави некој проблем, тогаш ќе треба да седнеме, да разговараме, да видиме што можеме да помогнеме еден сите да се здружиме. Мислам дека треба да биде тоа да биде редовно да се здружиме. Останува, јас си викам, тие што се поискусни во ова проблематика да помогнат и еден од друг и да се излеземе на крај. Така, функцијата си ја преземавте од човекот кој што стана пратеник. Какви се вашите амбиции? Дали ќе амбицирате можеби и вие за пратеник или ќе сакате да си го задржите вашето сегашно место? Кои се идните амбиции на Илијас Весели? Така, од почетокот кога седнав на ова функција и со таа мисла дека нели секој си мисли за себе да биде успешен во било која професија. И во овој случај јас си работев и си работам цело време, ако не друго, од кога ќе ми заврши овој мандат, јас да си останам тој Илијас што сум бил и пред тоа. Значи, било со мојата фамилија, било со комшиите и пошироко. Значи, да ме паметат како истиот, јако што има поголема функција. Инаку, за понатаму, како што ги гледам работеве, како што ценам јас, дека навистина може со чест и со дигнитет може да се постигне многу за општината и за жителите. Дека имаме капацитет. И како зборам како општина и како општо за луѓе имаме капацитет за да постигнеме најдоброто за нашата општина, за нашите граѓани. И према тоа
Си викам доколку проценив дека не може, некоја работа со сила не оди. Кога гледаш дека не можеш, подобро е од порано да се повлечеш, па да си останеш тој што си бил, отколку да се потрудиш и на крај да те паметат како еден што не успеа ни еден камен да мрдне од место. Значи, гледам дека има капацитет за подобро и доколку ми се даде можност да го продолжам, значи, ова година и нешто што сум во функција, значи, без двоумење би го прифатил да продолжам. Токму и со тоа ќе го заокружиме ова наше излагање пред камерите на Вистинска телевизија. Убаво речено, убаво рековте да останете тој кој што сте биле и претходно, човек од народот и секако за народот. Јас ќе посекам да си ги остварите амбициите, но пред тоа да си доработите се што имате во вашата програма во преостанатите денови од мандатот и секако да си задржите довербата од вашите сожители и граѓани. Господине Весели, многу ми беше драго што ете токму во Скопје ми е дома, проговоривме за општина Сарај, за се што досега таму се изреализирало, за сите можеби идни проекти и се она кое што ќе се случува таму. Јас се надевам дека и за нови проекти и нови теми ќе имаме можност повторно пред камерите да проговориме токму за оваа скопска општина со повеќе од 20 села. Ви благодарам уште еднаш и секое добро. Ви благодарам и на вас, ве посакувам успех на вас и на вашата телевизија и сте добре дојдени во секое време во нашата општина. Ви благодарам. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието. Вечерва поразговаравме за општина Сарај, токму со првиот човек на општината, градоначалникот господин Илјас Весели. Се надевам дека отворивме теми кои што се значајни токму за жителите на оваа општина. Ние се гледаме веќе наредната седмица со нова скопска тема, можеби со нова скопска општина. До тогаш останува јас да ве поздравам, да ви посакам пријатна вечер и довидување. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја